Двете штипски јавни предпријатија годинава нема да вработуваат административци и работници во ниту една работна единица. Директорот на ИСР Ангел Бојаджиев вели дека во оваа комунално предпријатие треба да се намали бројот на администрацијата за да бидат порентабилни и поуспешни како предпријатие. Ние имаме администрација која што треба да брои не повеќе од 10 души, моментално имаме 50 луѓе администрација, така да со самото заминување на овие луѓе во пензија, дека тие не даваат свој допринос, своето работење даваат, меѓутоа со заминувањето во пензија на овие луѓе, како тие заминуваат во пензија, пример ако оваа година заминат 12 луѓе, имаме толку да заминат во пензија, ние ќе вработиме само 4 луѓе и тоа двојца во комунална хигиена, двојца во јавна чистота. На нас не требаат луѓе кои што ќе работат на терен. Бојаджиев истакна дека ИСР има потреба од работници во комунална хигиена, паркови и зеленило и токму во овие работни единици вработувањата се реални. Меѓутоа, за жал, младите луѓе кои што бараат работа и кои што се на пазарот на трудот, првото прашање кога ќе дојдат во нашето јавно предпријатие, прашуваат каде ќе ми биде канцеларијата, второто прашање дали ќе имам компјутер, третото прашање дали ќе имам интернет и четвртото прашање, односно може да биде и прво, колкова ќе ми биде платата во јавното предпријатие ИСАР. Директорот на Штипски ИСР забележа дека на сите кои биле со договор на дело се вработени на неопределено, останале уште 20 работници во филтер станицата и градски гробишта кои чекаат решенија на неопределено. Во Штипски Стипион, кој од минатата година го презеде уличното осветлување, според програмата немаат планирано за годинава ниту едно вработување, а за наредната година се очекува да се вработат 3 луѓе, токму за одржување на уличното осветлување во градот и селата.